Великден е најважниот празник во историјата на христијанската традиција. Религијата од секогаш имала значајно место во општеството, ги обликувала реакциите и верувањата на луѓето. Ова беше предизвикот религијата да ја истражиме во ова издание на Приказна. Нашата земја е изразито религиозна држава со силни религиозни убедувања, но и суверенитет. Еве што откривме. Во македонското мултикултурно општество се присутни повеќе различни верски заедници и религиски групи. Нашата земја е еклатантен пример на земја во која екзистираат и живеат различни етникуми кои имаат сопствена религиска определба. Различните етнички заедници помеѓу себе не се негираат и исклучуваат, напротив се почитуваат. Кога го правев серијалот на иста страна, во една емисијата посветена беше токму на тоа колку длабоки и каде се корените на меѓуверската почит и толеранција во Македонија. И најдов еден податок дека во 4 век во Стоби, во Македонија, на еден простор од радиус од околу 500 метри има рано христијанска црква, римски пагански храм и во исто време екзистира еврејска синагога. Во суштина, значи дека темелите на меѓуверската толеранција и почит на територијата на Македонија се поприлично длабоки, но веројатноста е што за нив е многу суштинско важно да се тие градат, да се надградуваат и да се одржуваат во живот. Мислам дека Македонија е една од ретките држави која што има поприлично висок степен на меѓуверска почит и толеранција, но веројатно е многу подобро и потребно да биде таа постојано хранена со позитивни приказни. Почита и толеранцијата меѓу различните религии најлесно може да се воочи за време на различните верски празници, кога припадниците на различните религии си ги честитаат меѓу себе, постакувајќи си самоубави нешта и нагласувајќи ги позитивните вредности. Празниците имаат голема символичка моќ, а преку ритуалите и обичаите со кои се празнуваат, децата можат да се научат на социјална емпатија, на чувство на одговорност за фамилијата и за заедницата. Во недела се посетуваат домовите, се поздравува со Христос воскресна, на вистина воскресна, се до Спасов ден. Ете, постои обичај, мислам дека денеска децата одат од куќа на куќа, благословуваат за среќа, за напредок и како дар добиваат јајца и пари, со кои меѓусебно се кршат и веруваат дека онаа јајце кое што ќе остане здраво, тоа детенце ќе биде среќно преку целата година. Великден е најважниот настан за христијанската традиција, бидејќи на воскресението на Христос се базира целокупното учење за спасението и Божјото царство. Во циклусот на пролетните празници Великден го зазема најзначајното место и покрај црковните елементи содржи и други аграрно-магиски обреди со кои што населението верувале дека со самото изведување ќе обезбеди бериќет на година, здравје и среќа на семејството и богата летина. Великден се слави во недела, бидејќи тој ден Исус Христос воскреснал. Одлуката за тоа кога ќе се слави Великден е донесена на првиот Вселенски собор во Никеја во 325 година. Во католичката црква верниците постат 40 дена пред празникот, а во православната 7 недели. Инаку, овој празник се смета за еден од најголемите христијански празници и затоа се нарекува и празник на празниците. Можам да кажам дека тој е еден од најстарите и се спомена уште во 2 век, инаку неговиот датум е подвижен и е менлив. Самиот празник се празнува 3 дена, но јас би започнала со Великата недела или страствена недела, како ја нарекуваат, каде што е забраната секаква работа и нормално таа е една од последната недела од големиот великденски пост. Празникот Великден е спој на верата и традицијата, негувана со векови, а почнува на Велики четврток, уште пред изгрејсонце, кога верниците ги појадисуваат првите црвени великденски јајца. Можам да
кажам за значајните денови во оваа недела, тоа се Великиот четврток, Великиот петок, Великата сабота. Значи, тука постојат некои обичаи кои што самото население и ден денеска ги изведува и верува во тоа. На Велики четврток постои обичај рано наутро, пред изгре сонце, да се вапцаат 3 јајца. Едното јајце да биде за Господ, другиот за домаќинот на куќата, а третото за береќите среќа. И ете, на јајцата обично ми се припишува богата една апотропејска моќ, заштитна и магиска, и со самото јајце верувале дека ќе ги заштити од лошото и од лоши сили, како они верувале во тоа. Инаку, нормално во црквата постои таа утринска литургија, каде што и тоа утро се врзуваат двората за да се огласат на самото воскреснување. Знаеме дека самиот празник се празнува во чест на Христовото страдање и смрт, како и неговото воскреснување. Потоа следува Великиот петок, каде што значи тој е еден од најтажните денови во оваа седмица. Нормално тоа се знаеме дека тој ден е раснат Исус Христос, значи во тој ден е соберена целата тага и болка. Во црковните храмови има импровизиран Христов гроб, каде што верниците поминуваат 2 дена и му се поклонуваат. Значи тој ден строго е забраната секаква работа, дали тоа во куќата, во нивата, на полето. Великденското јајце е старо колку и христијанството и црквата го прифатила во својата традиција и практика како символ на Христовото воскресение. Што се однесува до јајцата, техниката на јајцата, боењето на јајцата е една од најстарите техники и според многу истражувачи донесен е заклучок дека пред купување на многу гробови во Германија, Скандинавија и кај Словените биле наоѓени лушпи од обоени јајца. Се претпоставува дека најверојатно јајцата биле боени во чест на култот на преците, па потоа тој обичај е пренесен и за време на воскреснувањето на Исус Христос во чест на празникот. Првите христијани и современици на апостолите почнале да бојадисуваат јајца и да ги подаруваат на Великден, поздравувајќи се со радосниот поздрав Христос воскресе. На тоа отпоздравувале вистина воскресе. Црвената боја има символика на победа. Нејзиното значење на овој голем христијански празник е дека Господ Исус Христос со своето воскресение ја победил смртта. Ете, постои обичај, мислам дека ден денеска децата одат од куќа на куќа, благословуваат за среќа, за напредок и како дар добиваат јајца и пари, со кои меѓусебно се кршат и веруваат дека онаа јајце кое што ќе остане здраво, тоа детенце ќе биде среќно преку целата година. Инаку, на великденските јајца им се припишува заштитна моќ, инаку јајцето е символ на плодност, јајцето е символ на живот, на бериќе, на здравје и затоа и се чуваат оние, да кажам, првите 3 јајца во домот со кои што домаќинката во четвртокот наутро ќе ги бојадисува, за да подосна после година дена ги закопа во нивата и ета со некое верување да се заштити од громови или од било кои други непогодби. Кога бев мал како ќерка ми што стои сега до мене Срна, се прашував зошто немаме ние филм кој што е од Македонија, а е за македонците и е за македонскиот Великден. Ме разбирате што сакам да ви кажам. И едноставно мислам дека конечно се појави филм кој што е од тука, кој што е за тука и кој што пред секој празник ќе биде експлоатиран онака како што беа останатите западни продукции досега. 1000 години сведок на светлината во режија на Илија Икокаров е документарен филм посветен на Бегорскиот манастир, по повод големиот јубилеј на манастирот, одбележувањето на 1000 годишнината од основањето. Во филмот се доловува духовниот монашки континуитет низ вековите. Тоа е филм за православието, за македонскиот Великден. 1000-летниот сведок на светлината, македонскиот 1000-летен сведок на светлината интегрира многу голема и многу обемна историја позади себе и
едноставно, ако би требало во еден збор да го пренесам тоа, би го пренел како љубов. Заради тоа што континуитетот на љубовта која што блика од секој камен и од секој монах од Бигорскиот манастир, од секој ќош во планина на манастирот горе под небосводот Божи, е љубовта. Тоа е нешто што трае уште кога првиот ктитор Свети Јован Дебранин го поставил, предпоставуваме и дека го замислил така како што до ден денеска функционира. Филмот ја пренесува богатата историја која се гради врз темелите на христијански дух. Овој филм говори за љубовта, постоењето, заборавените вредности, духовната преобразба и моралното патување нагоре кон вечноста. Овој процес беше многу пожив. Јас го крстив како отворен процес кој што не и служи на нашата страна од логиката, него едноставно функционира во рамките и просторот на неговата логика. Немав многу услови да се потпирам на оној класичен режисерски разум, но по друга страна прекрасното беше тоа што беше еден импресионистичко-експресионистички процес. Значи, верувам дека со истиот порив Моне годиништа уназад ги донесувал своите креативни одлуки за да биде, особено кога ја стикал импресија на раѓање на изгрее сонцето, често пати имав такви ситуации. Зошто? Особено оној голем дел од филмот кој што е документаристичен, вие не можете да речете стоп, па да го вратите, па ако не е добар истата ситуација, сепак пак доследно документаристички да ја проследите, ама ете во полза на кадарот, на кадрите или на режијата, да ја коригирате малку, да ја репоставите. Такви работи нема. Великден се случува тогаш, преображение се случува тогаш, едноставно што ќе фатите тоа е. Со филмот се отвора перспектива на оригиналност, автентичност, непосредност и доживеаност. Тој е складен со традицијата и наративот, но има и нешто ново и оригинално, нешто свое. Најголем проблем беше да се одлучи што ќе се стави во филмот. Значи, ние немавме проблем со барањето на сведоци, односно сведоштва кои што би се појавиле во контекст на овој филм. Пак ќе ви кажам, поголемиот проблем беше да видиме кој ќе влезе, кој нема да влезе. Многу интересна работа на почетокот како режисер, прво нешто што ти прелетува низ паметот е ти сакаш да ставиш све. Јас што викам тоа со кетчуп и мајонез да биде у сите леери наредено. Јарно, ама како повеќе влегуваш во православието и дознаваш што е православие, сваќаш уствари дека вистинските чуда и најголемите дела на православните старци се оние сите луѓе кои што ги имаат преумено во полза на доброто, христообразно. Така што, верувајте ми дека еден човек кој што си има победено себе си и кој што го има победено своето порочливост или еди какво минато, е многу поголемо чудо од некаков си огнен столб или нешто оноа што, например, нас би било маркантно, на кое што сме научени да го гледаме согласно западната традиција. На 5 август, во светилиштето на Крстителот Господов и претеча Свети Јован, со благослов на митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј, ќе пристигне и за секогаш ќе се одрече од световното и ќе се замонаши младиот ревнител за рамноангелски живот, сегашниот бигорски игумен и епископ Антаниски, неговото преосвештенство, отец Партени, со што ќе се означи крај на полувековната мрачна епоха која го беше зафатила едно од најславните македонски светилишта. За првиот момент кога тој во расо го пречекорил прагот на Бигорски, присетувајќи се ми рече: тогаш ги почувствував за прв пат пред сите. Можеби тогаш и не ми беше јасно што е тоа што така необично се случува во воздухот, силно не пречекува, но после се повеќе и повеќе ми стануваше јасно дека тоа се многобројните предци на ова славно светилиште, 1000-годишно светилиште кое има славна историја за нашиот народ, на кое благодарение
особено во отоманскиот период, се зачувал и народниот јазик. Кога дојдов во манастир, имав 25 години. И сеќавајќи се на тој период, гледајќи од ова перспектива, кога некаде при крајот на овој месец октомври полнам 50 години живот, мислам дека ја сватив многу сериозно работата која ја добив на послушание од Бога. Свети Јован Бигорски е гордоста на македонскиот народ и македонската црква, символот на непокор. Ова е едно прашање кое што со особена чест сакам да го одговорам и сакам да упатам еден апел до моите колеги автори. Значи, може да има македонски филмови кои што ги прават македонците горди. Зошто? Мислам дека мораме да прекинеме со оној тренд на додворување на западните фестивали и на западната публика заради тоа што несомнено дека они го диктираат трендот на светско ниво. Но мислам дека поготово едни вакви држави какви што сме ние, како што е Македонија, која што има толку голема историја позади себе, која што на композицијата на нејзиниот мозаик, секое едно камче е дело само за себе, мислам дека треба да се потрудиме со македонското срце, со македонските очи, да ги видиме македонските работи, да ги покажеме на светот. Заради тоа што ние стварно имаме многу повеќе од она што сме научени да го гледаме и од она што од кај нас беше добро прифатено во светот. Но замислете, еве го спомињаме Бигорскиот манастир. Па само ако би почнал да говорам за Келијиното училиште и кој све поминал во Келијиното училиште и кои се ракописи од таму се произлезени, затоа што најголемите македонски културни дејци сите имаат поминато кои биле учители, кои биле ученици, ама едноставно немале како да го одминат Бигорското Келијино училиште. Кон тоа повторно ќе повикам и ќе замолам да се потпреме на себе, да се потпреме на она што е наше, затоа што авторите од било која си сфера на културата никогаш не можат да исцрпат подлабока инспирација од она што е поврзано со нив, од каменот на кој што газеле од кога биле родени. Зошто е религијата важна од аспект на општеството? Може ли да предизвика религијата општествени промени? Може, се разбира. Религијата е многу битна, важна, константен општествен феномен. Постои од појава на човештвото и ќе постои додека заврши човештвото, оно што ние го викаме. Јас сум од оние социолози на религија кои што тврдат дека религијата има исклучително позитивна функција и исклучиво позитивна функција и затоа е многу битна во општеството. Влијае врз општествените промени, исто како што општествените промени влијаат врз религијата. Меѓутоа, во принцип, дефинитивно треба да се користи нејзината позитивна функција, има неколку, како што е етичката, индивидуално психолошката и така натаму, а негативна добива привид само тогаш кога се злоупотребуваат религиските чувства на верниците од страна на одредени фактори, како што се политичките организации, а понекогаш, за жал, и религиските организации. Колку религијата може да го промени однесувањето на луѓето од социјален аспект, дали може да влијае на нивно обединување, на нивно раздвојување? Влијае и во една и во друга насока, во основа влијае интегративно, дефинитивно. И сите што се припадници на една религија се интегрираат меѓу себе. Нели, има емпатија помеѓу нив, солидарност, се помагаат и така натаму. И тоа е се убаво и позитивно и таа е таа општествено интегративна функција на религијата. Меѓутоа, проблем настанува тогаш кога сте солидарни и емпатични само кон своите, кон религиски своите, а не и кон религиски другите. Тогаш може да се појави еден систем кој што ние го нарекуваме религиска исклучивост, кога вие викате дека единствено вие сте тие правите, а религиски другите се оние кривите од религиски аспект, тоа е шизма, тоа е нешто што не е во ред и се уште не можеме да пробиеме до оној систем да дојдеме да таа позитивна интегративна функција на религијата ја донесеме и до религиски други. Тешко тоа функционира.
Колку во таа насока тоа може да се искористи за да се подигне свесноста во поглед на прифаќањето на религијата и дали, например, непознавањето на одредени религиски верувања може да предизвика страв, догми, неприфаќање, отфрлање, па и различни видови на нетолерантно однесување кон различните од нас. Да се разбира, непознавање на религиски другиот прави проблем. Јас морам да ви кажам една работа. Македонија е една од ретките земји која што може да се пофали со религискиот диалог и соработка, кој што е на прилично висок интензитет. Пред известно време беа гости од Северна Ирска, кои што дојдоа тука да видат како оди таа религиска толеранција и религиски диалог помеѓу исламот и христијанството, затоа што ги имаат оние проблеми кај нив и тоа големи проблеми помеѓу протестантизмот и католичкото христијанство, и дојдоа тука да видат. Ние правиме овде многу околу тој дел, правиме еден исчекор, го бараме заедничкото во рамките на тоа што го имаат овие три религии, особено ако зборувам за Македонија, зборувам за исламот и за христијанството. Значи, во исламот и христијанството имате многу повеќе заеднички елементи и идејата е дека фактички треба да ги извлечете тие заеднички елементи во смисла на интеркултурализам, не во смисла на мултикултурализам. Мултикултурализмот е дефинитивно мртов. Тоа и европските лидери го кажуваат, за жал, нели? Мултикултурализмот значи статички пристап во кој што вие живеете едни покрај други. Ако православните и припадниците на исламот и македонците и албанците во Македонија живеат едни покрај други, ништо не сте направиле. Можете единствено да го решите проблемот да се толерирате меѓу себе. Меѓутоа тоа не е тоа. Вие мора да влезете еден чекор понапред, да излезете од тој мултикултурализам, зашто не дава резултати, да дојдете до еден динамички процес, тоа ви е интеркултурализам. Да едните со другите комуницираат, да влезат во комуникација, може да почнат со економски мотив, па да завршат со она што многу малце го подзаборавивме, е мултиконфесионални и мултиетнички бракови, кои што едно време во онаа втора Југославија ги имаше како случај. Во оваа насока, колку свештените лица може да играат некаква улога? Играат исклучително висока улога, но за жал не го прават тоа. Тоа е проблем. Религиските организации во Македонија, нели, Македонската православна црква, Охридската архиепископија и Исламската верска заедница, дефинитивно они не се виновни за ништо во однос на проблемите што се случуваат. Ние сме, да речеме сега, во еден постконфликтен период, се уште, за жал, од оној што и се уште ги чувствуваме тие сето она што се случи 2001 и сме во некој латентен конфликт, иако полека се смирува. Се што е лошо во однос на тој дел и се што е карактеристика на тој латентен конфликт не е од религиските, воглавном не е. Иако понекогаш и кај нив може да се видат некои многу несмасни изјави, можеме и после да ги прокоментираме, но не се виновни. Виновни се политичките партии, виновни се некои бизнис заедници, виновни се некои организации кои што сакаат да направат конфликт. Ама религиските организации се виновни заради тоа што не го кажуваат тоа што треба да го кажат. Всушност, никогаш не излегле директно на медиум да пропагираат религиски диалог и соработка. Многу се слаби во тој дел. И затоа не се виновни за латентните конфликти, ама се виновни затоа што никогаш не кажале тоа што требале да го кажат. Секогаш кога сме имале во Македонија проблем, интеррелигиски, никогаш не се јавиле директно да ги смират конфликтите. Напротив, понекогаш со некои несмасни изјави, како што беше бившиот Рей Сулема Реджепи или некои изјави од типот на Агат Ангел или Пимен, може да доведат и до една сосема друга насока. На некој начин сакате да кажете дека свештените лица се алатка на политиката и бизнисот и може да поттикнат негативни тенденции во општеството. Политичката и религиската елита е комплетно испреплетена. Во Македонија и на Балканот, ако сакате. Целиот Западен Балкан ја имате таа ситуација, нема секуларизација, значи нема одвоеност помеѓу религијата и политиката, црквата и државата, тоа е мит, не е стварност. Јас го третирам како мит. Тоа е карактеристика на цела Европа, меѓутоа Западен Балкан е типична карактеристика. Во Македонија се е договорено. Помеѓу политичката и религиската елита комплетно се испреплетени, заедно делуваат, заедно действуваат, имаат заеднички цели и интереси, се надополнуваат едни со други. И за жал имате една ситуација што мене не ми се допаѓа, многу често се случува религиската елита да се профанизира. Наместо се занимава со светите, сакралните нешта и духовните, таа се занимава со профаните нешта, со политика. А од друга страна па политичката елита се сакрализира. Наместо да се занимава со своето,
профаното се занимава со световни и духовни. Колку дигиталното време во кое што живееме ги нагласи овие релации? Па ги нагласи, денеска се гледа, знаете како. Вие ако не излезете на медиум, ако не излезете на одредени портали, па како да не се случило ништо. Религиските организации, знаете како, они треба да зборуваат, дефинитивно. И треба да зборуваат за општествените феномени. И треба да се високите религиски великодостојници треба да зборуваат кој што зборува папата. Папата зборува за секој општествен проблем и дава порака. Но пораката треба да се однесува на одредени феномени кои што го тиштат општеството. Типот, може да се зборува и за проблеми на интеграција на Македонија во Европска унија, и за проблеми што ги имаме со Бугарија, и за меѓуетнички проблеми, ама не треба да се форсира една политичка елита или да се стигматизира друга политичка елита или да влегувате во тоа да се мешате во политичката карта на Република Македонија. Тоа е она што е страшно. Или од друга страна, ако ја имате во предвид исламската верска заедница, да инсистирате да албанците живеат во една држава како што беше тие изјави на поранешниот лидер. Сега за среќа малку тоа е намалено. Би сакала да го фатиме моментот на тоа како пандемијата се одрази врз религијата од социјален аспект. Дали не обедини, дали не разедини? Пандемијата убаво покажа дека политичката и религиската елита работат заедно. Значи убаво тука се договори и тоа е позитивно. Во однос на пандемијата јас сум прилично задоволен како тоа го одработи. Имаше по некои недоразбирања, меѓутоа фино тоа го одработија во интерес на граѓаните и во интерес на целата таа здравствена ситуација во Македонија. Но она што е многу интересно и она што вие го прашувате, што е во подконтекст на вашето прашање, е всушност во тие големи кризи, општествени кризи, а дефинитивно и здравствените кризи влегуваат во општествени кризи, индивидуата, човекот се враќа кон религијата или се враќа кон подзаборавеното религиско. Луѓето, по моите некои истражувања, што сега ги правиме, во последните 2 години ние добивме резултати во кои што гледаме повисок интензитет на религиозност. Значи, луѓето повеќе почнаа да покажуваат вера во Бога, од една страна, од друга страна, бидејќи беа предодредени да бидат заедно во семејството, го правеа оној подзаборавен заеднички ручек, не само за време на викендот, него и секој ден. Во рамките на тој заеднички ручек гледаме се почесто дека има и религиски ритуали, молитва и така натаму. Великден е централниот, да речем и најголемиот празник кој што православните христијани воопшто го празнува, бидејќи сето она што му предходеше на Великден, самото воплотување на Христа, на Богочовекот Христос, неговиот живот во светот, чудесата, распнувањето и крстот, кулминираат и својата смисла ја наоѓаат во празникот Великден, кој кај нас еве во македонскиот јазик има еден специфичен термин. Великден значи голем ден, а во рускиот јазик се нарекува Воскресение и така натаму, но самата смисла и значење на Великден е дека во тој ден Христос, кој што беше распнат на крстот, во третиот ден сушност воскресна и воскреснувајќи ја победи смртта. И затоа Воскресението е толку значајно за нас, православните христијани, затоа е централен празник, затоа што е победа на најтешкиот и најлошиот човеков непријател, а тоа е смрт. И се подготвуваме за тој празник со 48-дневен пост, со молитва, со покаяние, се сораснуваме со Христа за да дојдеме до тој момент да го прославиме Воскресението. Победата Христова над Воскресението, победата на животот над смртта. Овој свет манастир е особено значаен, не како што и самите кажавте, не само за Тетовскиот крај, туку и за сите жители на Македонија и пошироко, затоа што има богата свештена историја. Има низ целата историја своји падови и воскресенија, своји подеми, издигнувања и падови, разрушувања и обновувања, кои што се случувале низ различни периоди во историјата,
но и самиот манастир како да е слика на воскресението. Еднаш замира, а друг пат воскреснува. Особено е значаен, многу луѓе доаѓаат во ова светилиште, значаен и особено по личноста на преподобен Кирил Печинович, за кого нашата епархија има поведено постапка за негова канонизација за светител. Се надеваме дека и тоа ќе се случи скоро. Со доаѓањето на нашиот надлежен митрополит господин Јосиф во 2013 година, он покажа особен интерес за манастиров, па така беше изграден и овој конак пред скоро 2 години, што е позади снимателот, значи, кој е владички административен конак на епархијата. Во тек е, според неговите заложби, реконструкција на стариот конак од страна на Заводот за заштита на културни споменици, реконструкција на старата црква, Успение на Пресвета Богородица. Значи, актуелно се работи на целосно средување на овој свет манастир, затоа што навистина многу луѓе го познаваат и го посетуваат овој свет манастир и е значаен за сите православни христијани. Па сега, тука би сакал само одговарајќи на ова прашање да кажам дека празнување и обичај се малку различни работи. Православните христијани пред се празнуваат литургиски. Тоа значи преку молитва, преку пост, преку покаяние, преку исповед, преку одење на света литургија и причестување со светите тајни на телото и крвта Христови. И тоа е нешто што не прави наединствени, бидејќи сите причестувајќи се од едната чаша, од едното тело и крв Христови, постануваме едно во Христа, сме членови на богочовечкиот организам црквата. Тоа не прави најприсни. Сега, се разбира, на тоа се доврзуваат и обичаите и традициите. Некои обичаи и традиции се во согласно со Евангелието, некои се противни. Еве како, например, да ги спомнам, карневалите, маскембалите се противни на преданието, а има и обичаи што се согласни со преданието, собирањето на заедничка воскресна празнична трпеза и така натаму, посетувањето на блиските за време на целата светла седмица, за великденските празници. Сето тоа се обичаи кои се надоградуваат на литургиското празнување. И мислам дека комплет литургиското празнување, заедно со оние набожни обичаи кои не се противречни на Евангелието и на учењето на црквата, луѓето секако се зближуваат и празниците имаат и таа функција. Ние кои сме раштркани на различни страни да не соберат. И црквата е таква, таа собира, обединува во себе си. Човекот е религиозно битие и ние во црквата велиме дека човекот е така создаден, конструиран од Бог Троица, да не може да биде среќен доколку не биде религија, која доаѓа од латинскиот збор religare, што значи врска со Бога, туку православната црква и православието пред се е континуиран начин на живот во Христа. Преобразување на старата грешна падната природа, која е обвиткана со себичност и егоизам, после падот на нашите прародители Адам и Ева, во нова, охристовена, ологосена, преобразена природа. И многу е битно, не треба да зборуваме за почит, туку многу е битно секој православен христијанин да биде вистински православен христијанин, а не по традиција, туку да учествува во сите светотаински моменти на животот на црквата Божја и себе си да се преобразува, да го преобразува својот живот. Од она себичност и грешност да се преобразува во ново битие, Христоподобно. Нали Христово, тоа е смислата и целта на постоењето на целиот живот. Сите други работи во светот треба да се попатни и помошни средства.
Мешаните бракови се убави љубовни приказни кои ја покажуваат силата на толеранцијата. Нивното спојување е вистински доказ за соживот. Водителката и граѓанска активистка Нора Шакири е во брак со Марко Марковиќ. Според зборовите на нашата соговорничка, ако не ја прашаме, таа и заборава дека е во мешан брак и додава дека за жал во ова општество, колку повеќе сакаме да зборуваме за нештата кои важат за предрасуди, толку повеќе како да се постигнува спротивен ефект. Значи, оно што сум јас денес се заслужни секако моите родители. Мајка ми и татко ми се разбира 20 браќа. Бени и Денис, бидејќи јас сум најмала во семејството Шакири, трето дете. Ме научија да сум многу искрена, сум многу честна, да сум многу борбена и да реагирам на предрасуди и да реагирам на неправди. Ова ќе ти го подкрепам на кратко со еден мал пример. Неколку пати го имам кажувано. Некаде во 90-тите години, за трета или четврта линија, татко ми ме запиша тогаш во Браќа Рибар, познато скопско, многу јако училиште. Ме запиша се со цел да ја запознам, условно речено, од другата страна на луѓето, јас како албанка, да ги запознам децата македонци и тие да ме запознаат мене. Меѓутоа, од нивна страна, во еден момент доживеав една изузетно непријатна ситуација која што години подоцна ме гањаше. И сега, некако прво би ти паднало на памет, еве како родител и мене, например денеска, не дај Боже утре тоа да му се случи на Ијан, ќе земам, ќе го отпишам детето од училиште, ќе го префрлам, да речеме, на албански, тука ќе биде некако свој на своето. Не, татко ми, мајка ми направија што направија, ме оставија и натаму да учам со тие деца и ме научија сама да се изборам со таа ситуација што ми се случи. Од такви ситуации, но и поради упорноста на родителите, Нора вели дека научила да живее со предрасудите, гласно да зборува за нив и да гази врз нив. Јас никогаш не сум се дружала само со македонци, па сум почнала да се дружам со албанци или обратно. Јас секогаш се дружев и со македонци, со албанци, со турци, со роми. Ден денес е тоа така. Во моето друштво, во моето обкружување, имаш луѓе од ЛГБТИ заедницата, значи буквално од сите религии, од сите нации, сексуална определба, политички провиненции, значи што сакаш имаш во моето обкружување. Затоа ти викам, не сум ти баш некаков пример. Мислам дека ова, колку често зборувам на оваа тема, мислам дека во дадени ситуации како контраефект да стварам. Да речеме во некои други општества, нормално, логично е моите примери да бидат земени како добар пример, за да се развива приказната успешно и позитивно понатаму. Меѓутоа, мислам дека во Македонија, колку повеќе зборуваме за различностите, толку повеќе се негираат различностите. Факт е дека се уште треба многу да се зборува за ова, иако реков дека мислам дека ќе некаков контраефект ќе има цела оваа приказна. Ама па од друга страна мислам дека што повеќе зборуваме, толку повеќе обратно оди приказна. Мислам дека едно за секојаш треба да се затвори приказната за мешаните бракови и за тоа кој е од една политичка партија, кој е од друга, кој е од една вероисповест, кој е од друга. Даваме тежина, не ја качуваме горе приказната, туку ја пуштаме да тоне. Тоа што го зборува и што целиот живот го пропагира во јавноста, односно живот без предрасуди, полн со разбирање и почит, го докажува и преку свој лични примери. Ние Бајрам секогаш сме го славеле не семејство по семејство, туку сите. Се собиравме кај нас дома, односно кај мајка ми. Ама тука беа вклучени и војковците, и тетките, и братучедите, сите буквално, целото семејство. Тоа е сега и така. Значи, и овој пат мислам дека и овој Бајрам ќе биде така, ќе бидам или кај мајка ми, или кај брат ми, или кај мене. Еве, например, пред некој ден бевме на ифтар кај брат ми. Минатата недела тие беа на ифтар кај мене. Во моето семејство и се пости, Бени пости. И тоа онака долги години и навистина тоа го почитува. Јас постам тогаш кога можам, тогаш кога сакам и тогаш кога се чувствувам спремна. Што се однесува до Великден или до Божик, празникот кој што го
прославува Марко и неговото семејство, одиме таму. Неговата мајка вапца јајца, нели, на Велики четврток, како се надевам дека правилно кажав. Исто, имаме еден убав семеен, празничен ручек, како и во секој дом. Таму има јајца, кај нас има баклава и тоа е тоа. Секоја религија има своји вредности, обичаи, традиции и верувања. Но често пати во многу религии гледаме поклопување на одредени вредности, традиции и обичаи. Денес го истражуваме ова во рамките на денешново издание на Приказна. Религијата е активен елемент во човековиот живот на сите нивоа од општествениот развој, бидејќи е поврзана со основните човекови потреби. Таа задоволува голем број на човекови потреби, па можеби во тој факт можеме и да ја бараме причината за постоењето на религијата од почетокот на човештвото па се до денес. Секоја религија има сложен сет на ритуали и обреди. Изведувањето на ритуалите е всушност надворешно манифестирање на религијата. Самото припаѓање на одредена религија значи вклучување во верската пракса. Верската пракса подразбира исполнување на обичаи и обреди. Религиските обичаи представуваат воспоставен начин на однесување на верниците во дадени услови кои се сметаат за обврзувачки. Религиските обичаи се отпорни на надворешните и општествените промени, кои се случуваат во заедницата. Нив можеме да ги поделиме на локални и универзални. Доколку религиските обичаи имаат локален карактер, тогаш во нив постојат елементи на народни обичаи. Одредени случувања влијаат на враќање кон религијата. Таков беше случајот со пандемијата. Во секој случај, секоја несреќа и секои трагедии, луѓето ги враќаат или ги свртуваат пред се кон вербата, кон Бог или кон верските институции. Пандемијата беше уж веројатно еден сличен таков пример, но сепак мислам дека не можеби во одреден степен верските заедници одиграат добра улога, но поединци од верските заедници во Македонија сепак мислам дека поприлично не ја разбраа суштината или поентата на предизвиците кои што ги имаат верските заедници во современиот свет, а тоа е тие да бидат у корелација со науката, со медицината, а не да бидат отпор на науката и медицината. Задача на секоја религија е да шири позитивизам и морални норми кај верниците, кои треба да станат дел од нивниот морален и вредносен дискурс. Во Македонија тоа не може да се изгенерализира, се зависи веројатно од средината во која што се живее. Јас сум имал примери во кои што има во Македонија одлични средини, например, речеме во централна Македонија, во Чашка, Соглед, една таква средина кај што луѓе од различни верски и етнички профили заеднички знаат убаво да ги слават и едните и другите празници и да ги почитуваат и едните и другите традиции. Веројатно во поголемите градови тоа е во помал степен изразено, но генерално обичаите и традициите не секогаш мора да бидат дел од религијата, затоа што сепак се тоа народни верувања повеќе, но во суштина секако дека тоа се денови кога треба да се покаже почитан кон себе, а на тој начин и кон другиот, со тоа што ако речеме на Великден најдобро е да го поканите својот пријател муслиманин или обратно на Рамазан вас да ве покани како негов пријател токму тој. Заедничкиот вредносен систем и моралните уверувања како компоненти на колективната свест влијаат за заеднички општествен живот. Поради ова, религијата има интегративна функција во општеството. Во руралните средини обредите и обичаите се преминуваат во поголема мера, за разлика во градските средини, или по стариот слој на населението ги пременува, а помладиот ги прифаќа, но сепак во една редуцирана форма. Ама мислам дека тие обреди и обичаи се всушност столб на нашето постоење, на нашата традиција, на нашата духовност, кое што и му дава значение на самиот, сега конкретно на самиот празник Великден. Празникот е оној што нас сите не поврзува, религијата е таа што сите не сврзува, иако ние како Куманово сме мешовит град со мешовито население,
но мислам дека обредите и обичаите се одлика на македонското население кој што живее во овој град. Секоја религија има збир на символи со кои се служи и кои на верникот му овозможуваат да го оствари своето символичко мислење. Најчесто присутни символи се религиските објекти, крстот, полумесечината, лебот и виното, иконите, фреските и скулптурите во христијанството, како и вајарските дела кои го символизираат Буда во будизмот. Под символи се подразбираат оние знаци кои луѓето ги создаваат или ги земаат од природата, за преку нив да упатуваат или подсетуваат на некоја апстрактна замисла, чувство или на некоја идеја. Вредносниот систем представува најзначаен фактор на интеграција на општествената заедница кој дава смисла и ориентација. Пред појавата на големите етички религии, религиите главно го познавале системот на забрани, односно табуа. Забраните и табуата биле првите обиди да се регулира моралниот поредок во општествената заедница. Верските норми се изведуваат од темелните вредности на една вера. Постот го има во сите религии, големи и мали. Тој е мощне важен дел од религиозните обреди и духовните ритуали. Христијанските, јудаистичките, исламските, хиндуистичките, будистичките, а се најчесто се поврзани со празнување според верските календари. Целта на постот е контрола на телесните желби, покаяние за гревовите и солидарност со сиромашните. Постот пред Великден ги подсетува верниците на тоа дека Исус Христос поминал 40 дена во пустината без храна, подготвувајќи се за својата мисија. Во православната традиција постојат неколку степени на пост: пост на вода, пост на масло и вино и пост на риба. Во еврејската практика постот е ритуално развиен и проткаен со богатство од молитвени обреди. Во исламот во време на месецот Рамазан е задолжителен постот Саум, еден од 4 столбови на таа религија. Се завршува со појавата на младата месечина и празникот Бајрам, кога се слави и се делат подароци. 28 дена на постот вклучуваат комплетно воздржување од јадење, пијалоци, сексуални односи и пушење преку ден. Во хиндуизмот, постот најчесто се практикува на млада месечина и во текот на прославите, како што се Шиваратари, Сарасвати Пуѓа и Дурга Пуѓа. Начинот на постот зависи од поединците. Може да вклучува пост од 24 часа на комплетно воздржување од храна и пијалоци, но е многу почесто само воздржувањето од цврста храна со повремено пиење на млеко или вода. Сите главни правци во будизмот практикуваат одредени периоди на пост, обично кога е полна месечина или кога е некој празник. Во зависност од традицијата, постот најчесто значи воздржување од цврста храна со дозвола за внесување на некои течни напитоци. Постот има улога на прочистување и служи како средство за ослободување на умот. Сите ние сме индивидуи. И токму тоа треба да го почитуваме. Различноста, без разлика по кое убедување станува збор. Нека ни е за многу години денешниот празник. Довидување до следната приказна.